која се предложи посебното привлекување на атомите во молекулите, а не во соединението на регулации микроби. Благодарам. Благодарите за одговорот. Добро. Одиме вака. Ова беа гласовите символи. Милјаклуча ги разгледувавме, така? Меѓутоа, во домашните, на некои ученици, не во вашето одделение, се огледа дека учениците не разбрале правилно како треба да се пишуваат гласовите символи. Па, иако не сте добили, ги ставале во парот. Ајде сега да повториме како се пишуваат гласовите символи. За таа цел вака ви стави. Представи ги валентните електрони со улични символи кај следните елементи. Имате кај фосфор и кај сулфур. Ајде прво да напише кај фосфор. Како се представуваат гласовите символи кај фосфор? Ајде, дојдеш обека, одиш со стрелцето на светната страна и го бараш периодниот систем. Пишете слободно. На периодниот систем го бараш фосфор. Во која група се наоѓа? Пета таа група. Вратете назад. Ајде слегувате. Вратете го средата. Сега ајде вака, ќе благодарам се ни на мен. Кажете ми, дали ова говори дека дружењето првето става долу, па потоа се враќа на ова. А не некои ученици, например, ќе ставале едно до друго, две и овде едно трето. Тоа ученици не сте го одинали, сте го воочили во книгата. Во книгата не забележат дека на страна вашите што се представени во улиците символи така биле дадени за великом во парк. Но тоа не е добро. Ќе вас се представна дека тој елемент не е активен. Тоа не е добро, да треба да биде темпора, треба да се сите ли прави. Ајде се кај столбот кој така да пишува. Ајде побрзо, повели. Не го сега стрелците. Така се наоѓа столбот, во која група ќе ти покажувам. Можемо да покажи каде е столбот. Добро. Добро. Оди сега стрелците назад. И сега вака. Јавне овде е спинкалка. За момент нема го пенталкото. И сега го овде го ставам. Само што, еви овде само тоа и да не можете да коригирам. Значи, овде да вака. Точките кои што ги ставаш, треба оваа што ќе ставиш, не треба да вака во пар. Една до друга. Не, ова е една до друга. Ако бите горе ќе ставила си парта. Ето така. Ето така. Добро, ти благодарам. Одиме сега на следниот слайд. На следниот слайд од Джодарија како беше на електризиран. Дали се сеќавате како беше на електризиран атом? Како беа на електризирани частиците кои се наоѓаат внатре во јадрото? Кои частици ги има во јадрото? Протони и неутрони. Протоните како се на електризирани? Позитивно. Неутроните? Неутрални. Околу стужат електроните. Бидејќи протоните во јадрото доминираат, јадрото е позитивно, така? А електроните негативно. Колку има протони, толку има и електрони. Значи, самиот атом, како бе? Всички други си позитивни. Самиот атом е електрон-неутрален. Самиот атом е електрон-неутрален. Дали ова ви јасно на сите? Да. Сега одиме на следно. Денеска треба да научиме
формирање на иони. Од јонска врска запишете си формирање на иони под 1. Формирање на иони. Додека вие го запишувате ова, јас ќе ви ја пуштам апликација School за формирањето на ионите. Следете внимателно до треба предвидуваат за соединенијата формирани кога типични метали, како што е натриумот, реагираат со типични неметали, како што е флуорот. Видете, натриумот опасна субстанца, Натриум е едно единство соединение. Атомот на натриум, со атомски број 11, има само еден електрон во последното енергетско ниво. Најлесен начин да стане стабилен е да го обеде тој електрон. Со тоа, последниот електронски слој е целосно пополнен. Ионот на натриум сега има 11 протони во јадрото, окружени со 10 електрони. Значи, целокупниот електричен полнеж е плюс 1. Ова ќе го застана подеднево. Значи, кога е атом, ова треба да го научите и многу ми е важно. Кога е атом, гледате, има 11 протони, колку има протони, има 11 електрони, затоа атомот е електронеутрален. Но овој единиот електрон, кој се наоѓа во последниот негов слој, како беше секогаш, атомите тежеат кон тоа да постигнат стабилна електронска конфигурација. Тоа значи, во последниот 2003 слој треба да имаат 8 електрони, така октет. Во тој случај, што е полесно? Е атомот да го оддаде тој електрон или да прими уште 7? Нормално дека е полесно да го оддаде, да го испушти електрон. Но видете што се случува. Испуштајте го електронот, супер, тој станува стабилен. Внимателно следете го. Станува стабилен, во последниот слој има 8 електрони. Но сега се смени со сојбата. Внатре има 11 протони, а околу има 10 електрони. Што значи сега самиот ион е еднаш позитивен. Штом изгуби еден негативен полнеж, остана за толку позитивен. Од овој момент, веќе кога си го испусти едниот електрон, тој атом станува ион. Дали ви е ова јасно? Гледате уште малку апликација. Тоа се бележи како Na плюс и представува позитивен ион катион. Атомот на флор со атомски број 17 има 7 електрони во последниот електронски слој. Најлесен начин за него да стане стабилен е да прими електрон и да го пополни својот последен електронски слој. Ионот на флор сега има 17 протони во јадрото, обкружено со 18 електрони. Значи, целокупниот електричен полнеж му е минус 7. Ова се Треба повеќе го застане. Значи, 17 протони, 17 електрони. Од кој што, колку има во последниот слој? 1. Бидејќи му 1, испушта 1 електрон и овдека имаме. Значи, сега веќе не, овдека е лошо напишено на самата апликација, не извини овдека. Самиот флор треба да има 7, ало. Сега да не опитам презентација. Овдека нешто не е во ред. Ајде да видиме со сериозниот систем. Еве го флорот, посебно. Не е добро во апликацијата. Еве, значи овдека тој има 7, не да испусти треба да прими еден флорен ион и тогаш доби во 18 и затоа бидејќи прима електрон, станува еднаш бележи како целен минус и представува негативен ион анион. Кога атомот на натриум реагира со атом на флор, атомот на натриум губи електрон, додека атомот на флор добива. Гледате како е грешката ми таму направена? Значи флорот има 2, 4, 6, 7. И овој електрон што има што гледа во третиот слој, преминува овдека да се направи таа, бидејќи сега веќе асоцирате, бидејќи ионот, бидејќи атомот на натриум испушта електрон, тој станува ион на натриум. Бидејќи го испушта, да си губи еден минус, тој станува да биде плюс. Овој атомот на флорот, бидејќи еден му треба електрон, прима електрон, тогаш ќе бидат повеќе електрони, затоа тој станува негативен. А што ион што ион се најдат еден до друг, постојат посебни хемички сили кои се ги привлекуваат и ја градат така наречената ионска врска.
во електрон, со што се формираат два јона. Двата јона имаат противни електрични полмежи и затоа се привлекуваат. Електростатската сила на привлекување меѓу нив е голема и врската што се остварува се нарекува јонска врска. Во оваа реакција електроните на натрон се прикажани во облик на точки, додека електроните на хлорот се во облик на крстови. Но запомнете дека сите електрони се сосема исти. Сега се враќаме на нашата презентација. Одиме вака. На овој слайд уште еднаш, за да биде јасно како се формираат јоните, и напишете вака. Овде ви е даден на пример. За време на химиските промени, алуминиумот губи 3 валентни електрони и станува јон алуминиум плюс 3. Ево, алуминиумот е 3 валентен, за да стане стабилен, тој полесно му е да ги испусти тие 3, отколку да прими уште колку му треба? Уште 5. Значи, секогаш одеме кога е што е полесно. Испустајќи ги тие 3, алуминиумот станува плюс 3 позитивен. Одиме вака. Ајде ќе додадам тука во нов слайд и заедно со ова ќе го напишам, за да ви биде појасно. Вака вие напишате формирање на јони, запишете си вака алуминиум, запишете си алуминиум, и сега запишете минус 3 електрони, не видно електроните минус, алуминиум, нека кога е атом, кога е стабилен, кога е електрон неутрален, може и вака нула да ставиме, кога е атом е електрон неутрален, така? Кога испустил 3 електрони, тогаш тој станува алуминиум. Сега ова треба да го очите. 3 плюс. Дали ова ви јасно изолте, другари? Ако не ви јасно, дека морам да го објаснам. Алуминиумот е тривалентен. Сега уште еднаш да го видим ова. Погледнете, алуминиумот е среден број 13 и е тривалентен. Ако е среден број 13, то имате 13 протони и 13 електрони. Разликата од нив е 0, затоа беше неутрален, почетете го. Сега, кога ги испусти 3 електрони, што се случи? Кога ги испусти 3 електрони, сега му остана 13 протони, сега има 10 електрони и затоа разликата е 3 протони повеќе. Затоа неговиот електричен полмеж е позитивен. Сега да научиме што е тоа поим за јони. Поим за јони. Запишете си следно. Поим за јони. Ајде, ова не го запишете. Ево, 13 минус 10 долар 35 плюс. Ајде, сега одиме да напишете си под наслов се поим за јони. Што се тоа јон? Запишете си под еден. На електризираните атоми, односно частички, се наречени јони. Или ако ви е полесно да пишете поим за јони, во продолжението си напишете на електризирани атоми. Може само така попред. Значи самите јони се на електризирани атоми. На електризирани атоми. Сега, такви видови на јони постојат. Погледнете, постојат позитивно електризирани јони и се нарекуваат катиони и негативно електризирани јони кои се нарекуваат аниони. Што само страдаме тоа? Значи, први под еден пишете поим за јони, запишете на електризирани атоми. Сега со второ, позитивни мора да напишете, позитивни единствено се плюс. Позитивни на електризирани јони, цртичка катиони, катиони, овде ви е запишано со болбирани букви, катиони, во заграда К+, тоа сега нема да пишуваме веќе толку текст, ќе пишуваме К+.
Значи позитивно наелектризирани иони, катиони, К+, и негативно наелектризирани иони, аниони. И сега во следниот дел од часот ќе објаснам зошто пак позитивните да се викале катиони, а зошто негативните да се викаат аниони, така? Тоа ми е важно да ќе го објаснам. Дали јас го тука? И сега одеме на следниот слайд. Ајде. Позитивни како ги именуваме понатаму? Позитивни катиони К+, негативни аниони А-. Сега зошто се викаат катиони аниони? Името доаѓа од катода и анод, од поимето. Дали сте познати катода и анода? Не, тоа се електродите. По физика, мислам дека веќе сте учеле, мислам дека досега некаде по природни науки вие не сте имале оваа генерација. Досега не сте спомнали ништо за катода и анода, ама момчињата знаат дека кога имаме акумулатор и ако треба да го извадиме, треба внимателно да внимаваме да не ги смениме клемите, така? Катода и анода. Ајде да видиме што е следно. Погледнете. Катионите, тоа се тие позитивните иони, еве ги да ви ги покажувам, кои што се упатуваат кон анодата, кон катодата. Катодата е негативен полнеж, и бидејќи овие се позитивни, одат кон негативниот, нели пусто него се привлекуваат, и го носат нивното име. На катодата ја земаат првата буква, затоа се пишуваат К+. Значи, позитивните катиони, еве овде ви кажем, ова е најдоброт на магнезиум, на натриум, па имаме на калциум, на алуминиум, на некои други елементи, бидејќи патуваат кон негативната електрода, таа се вика катода, затоа тие се нарекуваат катиони. Додека анионите, тие се белете како негативен полнеж, одат кон, ајде и ова да го поврзаме, одат кон позитивниот полнеж, затоа се нарекуваат уште аниони, заради тоа што додат анодата. Сега, ајде да видам дали разбрате кои се позитивните иони, а кои се негативните. Кој сака да излезе на таблата да ги погледа кои се позитивните иони. Вели, позитивните иони се метали. Како да ги препознаеме кои се метали, а кои се не метали? Ајде погледи. Боја на табло. Одиме вака. Еве, така што така што така што просто на Натриумот е метал. Тој е во првата група, значи има еден електрон. Штом ќе го отдаде, тој станува позитивен ион. Ајде да видиме, бромот е метал или не метал? Не метал. Ајде да видиме, калциумот метал. Повлечи го. Ајде да видиме што се случува. Кислородот метал или не метал? Не метал. Одиме азотот, не метал. Хлорот, исто во групата на не метали. Ајде да видиме магнезиум. Повлечи го. Добро. Дали во горето е метал? Не. Ајде да видиме дали е точен одговор. Дали ги имаш сите застапено? Да. Само за момент. Ајде да видиме кој ќе ги открие негативните иони. Се благодарам. Ајде кој ќе ги открие негативните иони. Ајде. Кој ќе ги открие негативните иони. Ајде излези Марио. Ајде. Бромот не метал или метал? Добро, ти благодарам, ти ништо не искам. Ајде не видиме. Одиме во групата на не метали, припаѓа уште кој? Повлечи. Благодарам. Ајде одиме, кој од дека измило?
можеме. Тоа го направиме образно. Се благодарам седите на мен. Ајде, одиме Елена. Одиме од овдека наваке, кои се не направи? Ајде, уведено. Добро, ти благодарам. Ајде, уведено. Уште кои ни остана? Повеле? Уште кои ни остана? Калцимо се метал. Сега вака, оди натаму и во се што се пишува, кликнуваш да се даде одговорот. Кликнуваш и проверуваш. Провери ги дали колку точки имаш лево и дали се истите. Дали се истите, дали се истите. Дали се јасно се благодарам. Како настануваат негативните, а како позитивните јони? Ајде уште едната зборува. Бромот се наоѓа во кој дел од периодниот систем? Еве, се наоѓа во седмата група. Него што му е полесно? Да прими еден електрон или да испушти? Да прими. А што прима електрон? Значи тој станува негативно наелектризиран. И затоа го ставаме во оваа категорија кој што е негативните иони. Додека во претходната натриумот има еден електрон. Полесно е тој да го испушти или уште седум да прими. Да испушти. Затоа станува позитивен ион. Добро е ова. Сега одиме до суштината на денешната лекција ионска врска. Забележете си под насловче ионска врска. Запишете во продолжение врска помеѓу ионите. Запишете дефиниција ионска врска, врска помеѓу ионите на изразити метали. Ајде. Врска помеѓу ионите на изразити метали. Во заграда ова запишете си прва и втора прва и втора група на изразити метали од прва и втора група со иони на изразити неметали, со иони на изразити неметали од 15, 16 и 17 група. 15, 16 и 17 група. Значи, ионска врска е врска помеѓу ионите на изразити метали од првата и втората група и ионите на изразити неметали од 15, 16 и 17 група. Затворија заградата и што се образуваат соли. При што се образуваат соли. Тоа е врската помеѓу ионите при што се образуваат соли. Ако имате можност, подлечете ги зборовите. Иони, метали, неметали, соли. Да ви остане тоа како четврто. Иони, метали, неметали, соли. При што се добиваат соли. И сега, можете во заграда, после соли, да додадете ионски соединенија. Именно, сите соединенија кои што се добиваат последователно на ионската врска, иначе е лесно, се викаат од иони, се спојуваат ионска врска, соединенијата што се добиваат ионски соединенија. А што се посочва, тие се соли. Дали до тука ви јасно ова го запишете? Да. Е сега, ова учење би било многу едноставно, кога бивале само два атоми кои што треба да се спојат. Но погледнете што се случува во реалност. При спојувањето се образуваат вакви ионски кристални решетки. И тоа е убавината движење. Овдека ви е дадено, со зелено е даден хлорот, со црвено е даден натриумот. Еден хлор како е сврзан со натриум, понатаму од сите страни. Значи овојата не го испушти електронот, тој има тука електрон, има тука и така натака. Фактички како се привлекуваат силите, действуваат во сите правци, затоа вели секој позитивен ион, околу устите се распореди негативни иони, кои што образуваат ионски кристал. И велиме дека таквите субстанции се нарекуваат соли. Е сега, вели вака, во вториот дел од часот, треба уште да напуштиме апликацијата, во кој што треба да слушнеме за својствата на ионски кристали. Натриумот реагира со хлор, се формираат милиарди иони на натриум и на хлор и тие не
меѓу себе се привлекуваат. Јоните не остануваат во двојки, туку се подредуваат така што секој јон е окружен со 6 противни наелектризирани јони. Тие се држат заедно со силни јонски врски. Оваа структура расте се додека не се формира огромна структура од јони во 3 dimenzии. Оваа огромна структура е соединението натриум хлорид, готварска сол. Бидејќи натриум хлоридот е составен од јони, тој се нарекува јонско соединение. Неговата формула е NaCl. Структурата нема електричен полмеж, затоа што содржи ист број јони на натриум и на хлор. Јонските соединенија имаат високи температури на топење и греење поради силните електростатски сили помеѓу јоните. Јонските соединенија формираат јонски речки. Во сите јонски соединенија јоните се подредуваат по јазвите на кристалната решетка и се држат заедно со силни јонски врски. Ова значи дека сите јонски соединенија имаат кристална структура. Во јонската кристална решетка помеѓу спротивно наелектризираните јони постојат силни електростатски привлечни сили, што резултира овие соединенија да имаат висока температура на топење и на гриење. Овде вака се дозорка на мова ќе да прашам. Ако имаме една тука ниво, сега немаме модерно тело, и ако на неја ставам неколку зрнца шеќер, што ќе се случи? Веднаш ќе се стопите се ширине пријатен мирис. Ако на риблата ставам неколку зрнца сол, што ќе се случи? Ништо. Ќе се загрее. Само знаеме од искуството ни вели дека не смееме да сме многу близко, защото се загрее може да прсне да ни залета волк. Значи, што велиме? Тие имаат кристалите, имаат високи точки на топење. За активирање на тие врски и за одделување на јоните е потребно големо количество енергија. Но сол са 8 степени Јонските соединенија не произведуваат електрична енергија додека се во тврста агрегатна состојба. Ајде еднаш ова да го повториме. Ако имаме ваква ситуација со линокол, ако имаме електроди во кристална сол, ако ги ставиме, ништо нема да се случи. Или, гледај Боже, ако имаме некоја жица која се пуштена да падне во сол, било каква сол, нема ништо да се случи. Но ако има само малку вода, врзани во кристалната решетка и не може да се движат. Во тврста не спроведуваат електрична струја? Кога се наступени и разделени во вода, јонските соединенија се преводници на електрична енергија, затоа што јоните тогаш може да се движат. И тогаш не било опасно во вода. Позитивните јони, како Na+, се движат со негативната електрода, тоа е катода. Ова предко што го кажете. Зошто се викаат катоди, катиони се движат? Зашто позитивните одат на катодата и затоа катиони. Негативните одат на позитивната, а ода и затоа се негативните јони, како Cl- се движат кон позитивната електрода, тоа е анода. Натриум хлоридот е електролит. И во текна електролиза тој се разложира на натриум и на хлор. Формата за настана јони. Јонските соединенија во тврста агрегатна состојба имаат висока температура на топење и на гриење. Тие произведуваат електрична енергија кога се растворени, но не и кога се во тврста агрегатна состојба. Ние вака си имаме тоа во последен слайд, еве сега си го напишеме. Пишете својства на јонските соединенија. Својства на јонските соединенија. И како прво соединение кое што треба да имате во предвид е сол, во сладката сол. Еве затоа овде го седнува колашката го да го се. Погледнете. Тврсти субстанци, или сол треба да пишувате. Пишете си првата во својствата тврсти субстанци. Потоа второ. Во тврста состојба не спроведуваат електричество. Или тврсти статичка не спроведуваат електричество. Образно изборите ќе напишете. Тврсти не спроведуваат електричество. Растворени во вода спроведуваат. Растворени во вода спроведуваат. И имаат висока температура на топење. Пишете до температурата со степен. Колку ќе се скратени. Значи,
4 важни свойства се. Ајде се да ги подобриме. Добрата субстанција, потоа, како сврски не проведуваат електричество, растворени во вода проведуваат електричество и на крајот имаат високи температури на топење. Од запамтите од ситуацијата колку? Например, столка можете да замислите 808 степени Целзиусови. Растворени во вода проведуваат електричество. Сега, другари, овде ќе имаме да креираме јонска врска. Ајде уште еднаш да се обидеме со пишување. Значи ќе треба со помош на луисовите символи, еве вака да се представиме, како кислородот ќе се поврзе со натриумот. Ајде, кој сака да го напише? Ајде да се изгоне, со моја помош. Нека обојчка, или обојчка, узбиргата се го пенкалото. Ајде, околу ова пробајме да учите околу кислородот. Кислородот има 6 валенти електрони. 2, 3, 4, 5, 6. Типла вода. Сега вака, а натриумот има во првата група 1. Стави рака. Сега, видите, погледнете што се случува. Често пати се градат врски и помеѓу овие елементи кои што, ако не достапнува еден, например, кислородот е 6 валенти, натриумот има 1, на кислородот му требаат уште 2. А нема проблем, се не мора само со овој натриум, а пиши овде 1 натриум, и на него ставиме уште едно. И на него ставиме. И сега, со стрелки по приближи ги поновира. Што е слободно. Ето така. И ова со патија општо. Ајде да видиме сега само и ќе треба овдека да кликнеш, за да го видите дали е точен одговор. Сега, ето така, благодарам. Еве. Сега само ми останува уште еднаш да го обоочиш ова и сега веќе ќе треба да ја формираме и самата формула. Погледнете, бидејќи употребивме 2 натриумови атоми, а еден атом на кислород да пише формулата. Пак можеш да го земеш пенкалчето и ова да препишеш формулата. Еде се обидеме со ова, извинете, вратете назад, да види по-интересно. Одбили до ова. Тоа е секретно. Ти дава опција. Една, да не беше извини, но ајде таа, го видите така што натриумова да го дам. Натриумова. Ето, само што одавето. Добро. Значи морам натриум да го направим формулата, што ќе се да го мирам. Ајде. Ето. Сега ги ставаш бројот на атомите, така? И на крајот очекувате нешто што треба да се забележите, тоа е напишете се вака. Прво до 7 страна 91. За дома да се одговора прашање. За дома од прво до 7 страна 91 од учебникот и едва чекам да дојдам ова, ако забележите на почетокот го покажува, тоа се вика анаграм. Овдека во анаграмот дадени се зборови кои што денеска ги изучевме. Денеска изучевме одредени поеми. Кои така, значи одиме на старт, како гледате вака, се појавуваат поеми кои што ќе треба да се поврзат по буквите. Ајде, се сопред да ги ближите починето да го дадете поим, кои што сме учеле денеска. Кои поеми денеска се учеле? Јоми, изразите метали, изразите не метали, јомска врска, другото учество. Другообразно другостанат јони, јонски соединенија, другостанат јони, валентни електрони, ете така. Ајде да видите. Кои сака да ги одреди? Ајде, повели Диана.
Ajde, pomagamo времето од ти, ще да дојдеш ти. Ajde да подсишаш. Ajde, идеш ме сега само тоа. Ете. Добро, и се разделението беше овој бојка, беше помалку. Ајде ти го натаму по табло. Добро, појаваме. Дали ще добро на църква? Да.